Денеска православната црква ги празнува Светата првомаченичка Текла рамноапостолна, Светиот Стефан, крал српски првовенчан и Светиот Давид. Светата првомаченичка Текла рамноапостолна, родена е во Иконија од родители познати, но незнабожци. Како 18 годишна девојка била свршена за некое момче во времето кога апостол Павле дошол со Варнава во Иконија да го проповеда Евангелието. Слушајќи го Павла 3 дена и 3 ноќи, Текла се обратила во верата Христова и се заветила да живее во девство. Видувајќи ја мајка й, како и не гледа повеќе на својот свршеник, ниту помислува на брак, почнала прво да ја советува, а потоа да ја тепа и да ја уморува со глад. Најпосле ја предала на судијата и барала од него со оган да ја изгорат. Судијата ја фрлил во оган, но Бог ја спасил неповредена. Тогаш Текла тргнала по апостолот Павле и со него дошла во Антиохија. Привлечен од надворешната убавина на Текла, некој старешина во градот сакал да ја земе кај себе со сила, но Текла се истргнала од неговите раце. Тој старешина ја обвинил кај кнезот како христијанка која се гнасела од бракот. Кнезот ја осудил на смрт и ја фрлил пред зверови, но зверовите не се ни допреле до телото на Светата Девица. Воодушевен од ова, кнезот ја прашал: "Која си ти и каква сила има во тебе што ништо не може да ти наштети?" Текла му одговорила: "Слугинка сум на живиот Бог." Тогаш кнезот ја пуштил на слобода и таа отишла да го проповеда Евангелието и успеала да обрати мнозина во вистинската вера, меѓу кои и некоја угледна и чесна вдовица Трифена. Потоа Светата Текла, по благослов на апостолот Павле, се оддалечила во едно пусто место близу до Селевкија. Таму таа долго се подвизувала и со исцелување на болни и со чудотворна сила обраќала многумина во христијанството. На тоа и подзавиделе лекарите и гатачите од Селевкија, та испратиле некои млади луѓе да ја осквернат, надевајки се дека кога ќе изгуби девственоста, ќе ја изгуби и својата чудотворна сила. Текла бегала од тие дрски момчиња и кога видела дека ќе ја фатат, му се помолила на Бога за помош пред една карпа. Карпата се распукнала и ја скрила оваа Света Девица и невеста Христова. И таа карпа и била и скривалиште и гроб. За оваа чудна христијанска јунакиња и светителка Светиот Златоуст вели: "Ми се чини дека ја гледам оваа блажена девица како му принесува на Господа со едната рака девство, а со другата рака мачеништво." Поуки од светите отци. Во очајание и безнадежност вообичаено не фрла многобројноста на гревовите, туку душата без Бога. Свети Јован Златоуст. Светиот Стефан, крал српски првовенчан. Крунисан за крал во својата задолжнина Жича од својот брат и духовен отец Свети Сава. Бил побожен христијанин, мудар и миролюбив владател. Стефан, заедно со Светиот Сава, го воздигнал православието до големо торжество во народот свој.
По негова желба Светиот Сава го замонашил пред смртта и му го дал името Симон. Се упокоил во Господа на 24 септември 1224 година. Неговите чудотворни мошти почиваат во Студеница. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси, Светогорец. Светиот Давид прво бил кнез Димитрий, син на Вукан, брат од Стефанов. Изградил манастир на Лима, каде што и самиот се замонашил и го добил името Давид. Поуки од светите отци. Еве, јас сум патриарх. Тоа не значи дека се знам и дека во ништо не грешам. Кога ќе се појави проблем, можам да ги прашам другите луѓе, да ги сослушам нивните аргументи. Ќе прашам и искушеник, и дете, и свештеник, и владика. Така треба да постапуваме, да го сослушаме другиот човек и трошка по трошка да дојдеме до вистината. Човек што има доверба само во себе, во својата волја и во своите размислувања, многу често и греши. Патриарх Грузиски Илија. Богородице, Дево, радуй ся, благодатная Мария, Господ с тобою. Благословена ти в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Богородице, Дево, радуй ся, благодатная Мария, Господ с тобою. Благословена ти в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Богородице, Дево,
Поуки од светите оци. Од Господ ни е дадена заповед за љубовта према луѓето, нашите ближни. А дали тие нас не сакаат или не, ние за тоа не треба да се грижиме. Треба да се грижиме само ние нив да ги засакаме. Старец Јован Крестјанкин. Te